Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Пристигнаа првите 150 холандски туристи во Охрид. Успешно заврши 14-тата гимназијада во организација на Федерацијата за училишен спорт. Македонија дел од 20-дневната офроуд рута на 90 возила Citroen 2CV од Франција. Утре ќе се одржи традиционалната Охрид трча детска трка за првачињата. Десет смарт табли за основното училиште Свети Климент Охридски. За најавените и за останатите содржини во дневникот ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална дневна температура до 20 степени Целзиусови. Во попладневните часови услови за слаби врнежи од дожд. Во вторник во западна и југозападна Европа, областа на Алпите, како и локално на Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици и услови за појава на невреме. Ќе биде посвежо со пат на температурите. Во останатите предели од континентот ќе преовладува стабилно време со локална облачност и потопло со повисоки дневни температури. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локално со услови за појава на невреме. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 16 до 22 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со услови за полројни врнежи од дожд и појава на невреме. Ќе биде ветровито и свежо со пат на дневните температури. Локално се очекуваат и до 10 литри дожд. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 5 до 13 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 12 до 21 степен. Во Охрид во вторник ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици, локално со услови за појава на невреме. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во Охрид во среда и четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во четврток во попладневните часови врнежите ќе престануваат. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната до 17, односно до 19 степени. Во петок по свежото утро и температура од 9 степени, во текот на денот ќе имаме претежно сончево време со појава на локална облачност и потопло со температура до 22 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Пристигнаа првите холандски туристи. Вчера на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле со чартер лет на холандскиот туроператор Корендон од Амстердам во Охрид пристигнаа 150 холандски туристи. Од 20 мај започнуваат и летовите од Амстердам преку туроператорот ТУИ. Но покрај холанѓаните потребни се и нови пазари од скандинавските земји, велат експертите. Пристигнаа првите туристи од Холандија вчера на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле со чартер лет на холандскиот туроператор Корендон од Амстердам во Охрид пристигнаа 150 холандски туристи. До октомври само преку туроператорот Корендон ќе има 3 директни чартер летови неделно или околу 690 холандски туристи кои ќе престојуваат на Охридско-Стушкото крајбрежје. Од 20 мај започнуваат и летовите од Амстердам преку туроператорот ТУИ. Но покрај холанѓаните потребни се и нови пазари, особено од скандинавските земји, велат експертите. За млади немаме нешто многу да понудиме. Ние имаме фамилиарни луѓе кои што почитуваат природа, кои што ги знаат вредностите на убави пейзажи, да седнат да разгледуваат уметнички души. Затоа што овдека вистински, како што вика Четкар, игра природата со културата љубов во Охрид. Значи, сум била на многу места во светот, меѓутоа ова доживувам, меѓутоа тоа се луѓе кои што треба да го почувствуваат сето тоа нешто. Сега, јас размислувам, ако ме прашате вие мене, најдобро е скандинавските земји да ги земеме како таргетна група. Зошто скандинавски земји? Затоа што првично, логично е да имаме лет. Затоа што вие ако немате конекција, како ќе ги донесете тие туристички групи? Може да направите еден чартер лет, 2 чартер лета. Значи, тие се луѓе кои што уживаат во природа, многу се културни луѓето, имаат висока платежна моќ, средна класа да се земат, не мора најбогатите. Директно, значи, таргетирање Малме, а Малме до Копенхаген, значи, со Шведска, со Данска, вие многу лесно поврзана со еден сат е конекцијата и доаѓаат тука. Значи, ние мора да имаме одредена таргетна група. Ова година, значи, пољаците беа, но за прв пат и скандинавските земји. Секако најповеќе преку Албанија доаѓаат, но Полска ќе биде број 1, холанѓаните ќе ги имаме. Според научната фела, покрај стандардизираната понуда во која главно е богатото културно-природно наследство, Охрид мора да работи на збогатување на понудата со нови приказни. Луѓето сакаат да уживаат покрај плажа, релаксиран туризам, меѓутоа се менуваат времињата и сега туристите стануваат се попребирливи. Тоа значи дека тие барат доживување. Значи сега тој 40 веќе имаме експириенс туризам кој што бара енергија, искуство, ексцитација, викаме возбуденост и така натака, што апсолутно не наликува на онај пасивен туризам. Сега кога ќе ја земеме Охрид, почнува да се наоѓа во една дупка, во еден гап, затоа што од една страна имаме една зрела туристичка дестинација како што е Грција, која што со години функционира и Грција има море и долга традиција на туризам и добар сервис, добра храна. Албанија во горна линија 3 години уназад, значи ние имаме само добро езеро, добар пейзаж, така културно и природно наследство, меѓутоа тоа не е добро спакувано. Пакет аранжманите на туристите од Холандија се на база на 7, 10, 11 и 14 дневен престој. Холанѓаните години со ред се едни од најбројните туристи кои летуваат на Охридско-Стушкото крајбрежје и остваруваат најголем број ноќевања на брегот на Охридското езеро. Успешно заврши 14-тата гимназијада. Годинава домаќин на оваа спортска манифестација беше Струга, но третиот ден од надпреварите во делот на атлетиката се одржаа во Охрид. Учество зедоа 600 ученици од земјава. Успешно заврши гимназијадата. Во организација на Федерацијата за училишен спорт, Струга за прв пат беше домаќин на спортската гимназијада. Во склоп на традиционалната спортска манифестација се надпреваруваа најдобрите училишни екипи од Македонија во голем и мал фудбал, ракомет, кошарка и одбојка во машка и женска конкуренција. Вкупно 600 ученици од целата држава ги одмерија своите сили на спортските терени. Свеченото отворање беше на ракометното игралиште Горан Поповски Бабец, а надпреварите се играа во спортскиот центар Тими, во малата одбојкарска сала, големата ракометна сала во училиштето Нико Нестор и на игралиштето за голем фудбал АС. Ми беше чест
оваа година гимназијадата да ни припадне во Струга, во организација на Федерација на училишен спорт, Сојуз на училишен спорт и општина Струга и ние како Сојуз на училишен спорт, технички организатори, учествуваа преку 600 спортисти. Во Струга се одвиваше на 5 терени, 2 дена беше во Струга и третиот ден продолжи во Охрид да ја завршиме, затоа што условите во Охрид немаме ние во Стругатлиска патека, ама за другото, за сите имавме услови, излеговме во сусред на нашите ученици и професори. Мислам дека бевме добри домачини, активности имаше премногу, цела Струга беше полна со спортисти, 2 дена живеевме за тие настани, за спортот, добија децата нормално дипломи, медајли, дипломите им важат за во животот и за факултети, и за стипендии и мислам дека го заслуживме епитетот спортски град. Годинешната гимназијада, 14-та поред како етаблирана спортска приказна, се одржува секоја втора година во земјава. Главна цел е да се негува, развива и омасовува спортот кај младите. Тоа е најмасовна спортска манифестација во државата, каде се вклучуваат сите средни училишта со претходни квалификации и така. Ова е една голем спортски настан кој што фактички преку спортот се анимираат огромен број на ученици, каде што почнувајќи од училиштата, од општините, зони, региони и така натака, фактички се вклучени околу 30.000 ученици заедно и од средните и од основните училишта, а посебно средните училишта сега овие денови беа, како да кажам, најмногу мотивирани, бидејќи им завршува учебната година и автоматски сите тие остварија нешто што е убавото во спортот, каде се отвора просторот да ја презентираат и Македонија на меѓународен план. Зашто Федерацијата за училишен спорт фактички е членка и во Европската и во Светската Федерација за училишен спорт, каде што сме по вертикала поврзани. Третиот ден од гимназијадата се одржа на атлетската патека во Охрид. Вкупно 220 ученици од основните и средните училишта од Република Македонија се надпреваруваа и на државното првенство во атлетика. Како општина Охрид сме домакини на државното првенство за основни и средни училишта во атлетика. Земаат учество најдобрите ученици од основните и средните училишта кои што биле во рамките на своите градови, значи се одржуваат надпревари во сите атлетски дисциплини. Секој учесник, односно првите тројца добиваат секогаш златна, сребрена и бронзена медалја и нормално добиваат дипломи. Најдобрите спортисти од гимназијадата во сите категории ќе бидат дел од училишниот спортски камп кој што традиционално се организира во лето. 20-дневна офроуд рута на 90 возила Citroen 2CV од Франција. Во склоп на балканската тура ја посетија и Македонија, а викендов беа во Охрид. 90 возила Citroen 2CV од Франција викендов го посетија Охрид. На мапата на овогодинешната 20-дневна офроуд рута им е Балканот. Учесниците воодушевени од природата и планините кои ги има нашата земја. Ова денеска што се случи вчера и денес во Охрид е една група од Франција која е затворена група од 90 возила и кои претежно возат офроад. Значи сите се 2CV од овој тип, меѓутоа се малку поопремени да возат по планини каде што нема пат. Значи они возат на офроад надвор од пат. Граѓанското здружение 2CV Citroen од Скопје основано 1998 година и брои околу 20 членови и 20 култни возила со кои патуваат низ целиот свет. На светски собири се дешава да се соберат 3.500 коли на едно место, 10.000 луѓе и сите тие се како еден. Со овие коли е доживување, секој патување е посебно доживување, така да кој не се возил не знае. Оваа недела од 17 до 19 мај Здруженијето 2CV Citroen во Охрид ќе организира Балкански собир, каде учество ќе земат голем број клубови од поранешните југословенски републики или како што Унковски вели Југославија во мало.
По повод Светскиот ден на физичката активност, атлетскиот клуб Охрид трчат традиционално организира детска трка за најмладите првачињата. Детската трка ќе се одржи утре, 14 мај, на градскиот стадион Билјанини извори. Сите првачиња на територијата на општина Охрид и општина Дебарца ќе имаат можност да се дел од овогодинешната Охрид трчат детска трка, која ќе се одржи утре, 14 мај, со почеток во 10 часот и 30 минути на градскиот стадион Билјанини извори. Ова е неформална трка, каде сите учесници првачиња ќе истрчаат 100 метри, поделени во групи. На оваа трка сите се победници, како што и треба кога станува збор за дечиња од 6 години, велат организаторите. Додаваат дека учеството на трката е секако бесплатно, а за сите учесници атлетскиот клуб Охрид трчат обезбедува мајца, медал и секако подароци од партнерите. Оваа година, покрај традиционалните поддржувачи на детската трка, општина Охрид и сите основни училишта на територијата на Охрид во поддршка се вклучуваат и општествено одговорни компании. Организаторите велат дека особено задоволство им представува организирањето на еден ваков преубав спортски детски настан, на кој ќе се промовира спортот, дружењето, здравата животна средина, здравиот начин на живот и секако градењето на повисока свест за спортување. Најдобрите едриличари од 7 до 15 години од Југоисточна Европа од 10 до 12 мај беа дел од 16-тото издание на меѓународната регата која се одржа на Паличко езеро во Србија. Охридските едриличари ги представија 7 млади едриличари од клубот Акватика Јахтинг. На овогодинешната South East European Open Optimist Cup регата, која се одржа од 10 до 12 мај на Паличко езеро во Србија, своите тактики и вештини ги покажаа 60 талентирани едриличари на возраст од 7 до 15 години од Србија, Црнагора, Унгарија, Хрватска и Македонија. Охридските едриличари ги представија 7 млади едриличари од клубот Акватика Јахтинг: Сергеј Кречов, Гораст Арнаудов, Петар Филовски, Гала и Мила Булатовиќ, Лина Пашовска и Дарија Зографска. Оваа година борбата за титула во класата Оптимист беше неизвестна. Младите надпреварувачи се соочија со предизвици на ветерот и брановите, борејќи се за секоја педа предност. Се одедрија 7 трки во различни временски услови и јачина на ветер. Во генерален пласман најдобро пласиран наш надпреварувач беше Мила Булатовиќ на 30-тото место. По групи во женска конкуренција охријанките беа на 12-тото место. Поединечно Гала Булатовиќ во женска конкуренција беше на 16-тото место, а Гораст Арнаудов во машка конкуренција на 21-то место. Дарија Зографска беше 20-та, Лина Пашовска 21-та, Сергеј Кречов 24-ти и Петар Филовски на 29-тото место. Освен возбудливите трки на вода, регатата имаше и богата програма за забава и дружење на сите учесници, како и едукативни содржини и активности поврзани со едрењето и заштитата на животната средина. 10 смарт табли доби основното училиште Свети Климент Охридски од Охрид. 390.000 денари е вредноста на инвестицијата која обезбеди општина Охрид за годишната развојна програма на ова училиште. Со тоа, основното училиште Свети Климент Охридски стана и вистински образовен центар во кој учениците ќе можат да следат целосна дигитализирана настава, што ќе придонесе поголем квалитет и поголема мотивираност за вклучување на учениците во наставата, велат од училиштето. Оваа дигитализација беше долго очекувана жилба на наставниот кадар и менеджментот на училиштето, така што веќе 90% од училишните простории се комплетно дигитализирани. По завршување на обуката на наставниот кадар, наставните содржини ќе се реализираат исклучиво во дигитална форма, при што во наредниот период секој наставник ќе одржува јавни часови со примена на дигитални содржини за интерактивна настава, информираат од основното училиште Свети Климент Охридски. Прво место на регионалниот надпревар по прва помош за охридската екипа. На регионалниот надпревар по прва помош кој на 12 мај се одржа во Скопје, екипата на Црвен крст Охрид во конкуренција на 16 екипи од северозападниот регион го освои највисокото прво место. Охридската екипа во состав Кристијан Лошковски, Ивана Котеска, Стефанија Битолковска, Андреј Пуфтовски, Симона Новеска и Марио Ѓорески, ученици и представници на средното општинско училиште Свети Кирил и Методи, беше победничка екипа на 50-тиот општински надпревар по прва помош кој
се одржа во април годинава, со што го обезбеди своето учество на регионалниот надпревар. Сега следуваат подготовки за државниот надпревар по прва помош кој ќе се одржи во септември оваа година, информираат од Црвен крст Охрид. Следуваат вестите од светот. Најмалку 40 лица загинали во поплавите и студената лава која протекла од вулкан на островот Суматра во западна Индонезија, во близина на планината Марапи. Неколку часове на обилен дожд во текот на викендот исфрлил парчиња од вулкански камења кои завршиле во населбите и околните села, кои се наоѓале во подножието на вулканот, а најдојдената река го пробила своето корито и предизвикала поплави по улиците. Оние кои не ги убила студената лава ги онесла на дојдената река која ги поплавила улиците, куќите и џамиите, за да на крајот поплавени биле скоро 200 згради и десетици автомобили. Се очекува бројот на загинати да расте во наредните часови, а спасувачките екипи трагаат по исчезнатите лица. Но лошото време, оштетените патишта и пристапните точки блокирани од густата кал ги попречуваат спасувачките екипи, соопштиле тамошните власти. Во Стоктон, на југозапад од американската сојузна држава Алабама, рано утринава по средноевропско време дошло до пукање во кое најмалку 3 лица загинале, а 15 од нив се повредени. Како што пренесуваат американските медиуми, на престрелката и преходила кратка вербална расправија, пошто едно лице почнало да пука со огнено оружје во толпата луѓе, кои се собрали на прославата May Day во чест на доаѓањето на потоплите денови. Локалните власти, спротивно на медиумските извештаи, се убедени дека имало повеќе пукачи. После пукотниците на местото настанал неред и хаос, соопштила полицијата, која работи на расчистување на случајот. Во саботата вечер, геомагнетска бура предизвика појава на поларна светлина видлива во делови од Европа и САД, каде што вообичаено истата не е видлива. Сонцето во моментов е многу активно и фрлајќи бран по брана на електризирани соларни честички кон земјата, се создава геомагнетна бура, односно се создаваат ерупции кои ги оддалечуваат електрично на електризираните честички од сонцето, а потоа се создава поларната светлина. Оваа појава во некои делови од светот придонесе прекини во комуникацијата. 49 вработени во музеите во Ватикан започнале работен спор без преседан откако биле принудени да ги вратат платите што им биле исплатени за време на локдаунот. Музеите беа затворени на почетокот на пандемијата на почетокот на 2020 година, а повторно беа отворени со строги правила во 2021 година. Вработените се пожалиле на неправедни работни услови, несоодветен надоме за прековремена работа, ризици по нивното здравје и безбедност и лошо управување. Музеите неодамна го продолжија работното време за да ја задоволат растечката побарувачка. Следната година се очекува да биде особено висок, кога околу 30 милиони посетители ќе го посетат Рим на светиот јубилеј, посебна година на благодатта. Вработените изразиле загриженост за здравјето и безбедноста, велејќи дека нивниот контакт со до 30.000 посетители секој ден ги изложува на поголем ризик. Синдикатите не се дозволени во Ватикан. Рокот за поднесување на изборни листи за изборите во Белград на 2 јуни истече во неделата на полноќ, а дел од опозицијските партии, обвинувајќи владеачката партија дека не создава фер изборни услови, решија да бойкотираат, што значително ги намалува шансите на опозицијата за прекинување на доминацијата на владеачката Српска напредна партија. Изборите во Белград, одржани во декември минатата година, беа повторени откако владеачката СНС не успеа да формира мнозинство во советниците во градскиот парламент и со тврдењата на опозицијата дека изборите биле украдени, меѓу другото, со миграција и носење гласачи надвор од Белград. Несогласувањето во опозицијскиот табор и нееднаквите позиции за изборните услови ги подели опозицијските партии и коалиции, од кои значаен дел на крајот нема да учествуваат на престојните избори. Според некои аналитичари, таквиот однос предизвика и конфузија кај гласачите, што на крајот може да влијае на излезеноста и значително да ги намали шансите за победа на опозицијските партии во Белград. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!